Цивил медија. Ставовите и ангажманот на професионалните, на струковните тела, за кои што исто ќе зборувам малце подоцна и јас, но од друга страна е да видиме како и оние кои што се директно ангажирани со училиштата и со образовниот систем преземаат чекор или кои се проблемите со кои што тие се соочуваат и конечно на макро, односно на државно ниво, кои се политиките и заложбите до сега кои што се направени, а кои што водат со надеж кон некои решенија или подобрување на состојбите кои што видовме дека се прилично загрижувачки. Пред да ги представам моите соговорнички овде, сосем накратко јас ќе го земам зборот бидејќи сметам дека е исклучително важно. Врз основа на овие загрижувачки резултати и врз основа на други истражувања кои што досега ги имаме, земајќи ги при тоа во предвид и негативните искуства и пракси кои што ги имаме со професионални стручни работници, но од друга страна и мотивот и поттикот кој што го даваат и некои позитивни искуства, подпирајќи се на позитивни пракси од други меѓународни асоциации и здруженија, Светска асоциација на психијатри, меѓународни национални здруженија на комори на психолози и на психијатри, вклучително во Британија, во Канада, во Шведска, во САД и така натаму и така натаму. Заедно со Лина, заедно со Николина Кеди која е овде со нас, заедно со доктор Дарко Костовски, заедно со доктор Славица Гајдадзис и со Ирина Цветковиќ изготвивме една изјава за потврдување на професионалниот став за и третман на ЛГБТ-лицата со посебен осврт на младите. Оваа изјава е направена по моделот на овие претходно споменативе големи здруженија, која што ја дистрибуираме до неколку кои што сметаме дека се клучни струковни и професионални здруженија, кои што треба да застанат за овие позиции, сметаме ние, меѓутоа тоа го покажуваат и позитивните искуства од други земји во светот, со што ќе упатат од една страна јасен апел и до јавноста, меѓутоа и до релевантните носители на политики и на одлуки, а од друга страна и ќе застанат зад своите колеги и професионалци со тоа што ќе им дадат струковно, професионално подкрепена позиција за овие прашања. Изјавата ја дистрибуиравме на Комора на психолози, на Лекарска комора, на Активот за психолози и педагози на град Скопје, Ана Попризова е овде со нас вечерва, и на национално ниво на Заводот за социјални дејности, кои што патем, морам да го поздравам, тоа се првите кои што веднаш инстантно одговорија позитивно и застанаа за оваа изјава. Се разбира, другиве тела мора да ги пројдат своите внатрешни процедури, се надеваме дека ќе добиеме позитивен одговор и од нив. Јас само сосем накратко ќе прочитам некои од работите од оваа изјава кои што очекуваме овие здруженија да застанат за нив. Значи, бараме од нив да изјават дека го застапуваме гледиштето дека лесбијките, гей-машите, бисексуалците и трансродовите лица се почитувани членови на заедницата со наполно еднакви права и одговорности како и сите други граѓани. Тоа подразбира еднаков пристап до здравствените и социјалните услуги, како и до сите права и одговорности предвидени за животот во едно цивилизирано општество. Од тука ги подржуваме напорите за обезбедување праведни и безбедни услови за сите кои се идентификуваат како трансродови или кои не се идентификуваат со родово нормативниот модел во нивните животни средини, како и во социјалните средини, како што се јавните и приватните, училишта, болници, ординации, домови за згрижување и заштита, шелтерите, затворите и слично, подржувајќи го нивниот пристап до соодветни социјални, психолошки и здравствени услуги. Понатаму ги разбираме и третираме истополовата привлечност, ориентација и однесување кон нормални варијанти на човековата сексуалност и ги објаснуваме исклучиво со нивната мултифакторска условеност. Согласни сме на научно заснованите третмани со цел промена на сексуалната ориентација или родов идентитет, за кои сме свесни дека се штетни, да се елиминираат од тераписката практика и од програмите за заштита. Со тоа недвосмислено застануваме против сите репаративни и конверзивни терапии, сметајќи дека таквите квази терапии се подпираат на претпоставката за ЛГБТ идентитетите како за ментални нарушувања, поради што тие лица се под постојани притисоци да менуваат својата сексуална ориентација или родов идентитет, односно родово изразување. Ја прифаќаме универзалноста на истополовата сексуалност и изразување присутни во различни култури. Сметаме дека хомосексуалната и бисексуалната ориентација и различните родови идентитети сами по себе не имплицираат објективна психолошка дисфункција, нарушување во расудувањето, стабилност или работоспособноста на човекот.
Ја препознаваме социјалната стигма и последователните дискриминирачки политики во јавната сфера кон истополовата сексуална ориентација и трансродовото изразување и силно се спротивставуваме на секој нивен израз и форма. Ке скратам да горен дел. Признавајќи им ги на ЛГБТ лицата сите човекови граѓански и политички права, подржуваме и се залагаме за введување антибулинг политики и легислатива во училиштата, медиумите, работните средини и јавната сфера. Активно се бориме за еднаквоста на ЛГБТ младите пред законите и праксата на вработување и домување, како и за ЛГБТ лицата во емигрантските услови. Бараме кривична одговорност за говор на омрза и за насилствата мотивирани со предрасуди кон ЛГБТ луѓето. Ја истакнуваме потребата од истражување и научно засновани сознание за сексуалност и родовите прашања во рамки на медицинските и општествените науки, од кои се очекува да извршат сериозно влијание врз промените во односот на заедницата кон овие прашања. Во истата насока се залагаме за доедукација на психолозите, психијатрите и стручните служби во медицинските и образовните установи, почнувајќи од тоа како да пристапат во истражувањето на перцепциите на сопствената сексуална ориентација, родов идентитет и родово изразување, користејќи ЛГБТ инклузивни прашања и родово неутрален јазик. Исто така ги подржуваме обуките за запознавање со специфичните проблеми на членовите на ЛГБТ заедницата, како и можностите за ментално здравствените нееднаквости меѓу нив, односно за некои специфични прашања поврзани со нивниот живот и така натаму и така натаму. Значи досега добивме потврда од Заводот за социјални дејности, го поздравувам и сме благодарни на тоа, се надеваме дека ќе добиеме позитивен одговор и од други струковни здруженија, дел од нив се и овде со нас денеска во овој втор панел. Ја се плашам дека ќе се надобрзам на загрижувачките податоци, што ви слушнавме претходно, со исто така загрижувачки податоци од емпириско истражување. Пред да почнем, само сакам да објаснам, да информирам дека овие веќе беа презентирани на конференција организирана од страна на Институтот за психологија, која што се одвиваше пред околу месец дена, и дека заради тоа што заради компетенциите на денешната публика, на денешниот аудиториум, и заради тоа што сметавме дека е релевантно за изјавата која што денеска ја презентира Славчо, дел од податоците ќе бидат повторно презентирани. Значи, се работи за истражување мало во обем, кое што ги идентификува ставовите кон сексуалните малцинства кај студенти кои се подготвуваат за помагачки професии. При тоа постои една информирана дефиниција за тоа што се помагачки професии. Сите тие се фокусирани кон адресирање и исправување со проблеми поврзани со здравјето, сватено во најширока можна смисла, и поттикнување на индивидуалниот развој и општата добросостојба на индивидуите. Поаѓајќи од ова како главна обединувачка цел на сите помагачки професии, златен стандард, базичен стандард на нивното работење е усогласеноста околу тоа дека сите индивидуи кои што се обраќаат како клиенти кон лицата што работат во помагачки професии мора да имаат еднаков третман. И ова правило многу често експлицитно, а понекогаш и имплицитно е вградено во етичките кодекси под кои што оперираат сите помагачки професии. Ако се задржиме малку на прегледот на други емпириски истражувања, кои што се бават со идентификување на ставовите кон сексуалните малцинства кај помагачките професии во другите земји во светот, паѓаат во очи неколку работи. Едно е дека постои голема разлика помеѓу професионалците кои што имаат директен физички контакт со клиентите и оние кои што го немаат или имаат многу помалку, па така се знае, повеќе истражувања тоа го потврдуваат, дека да речеме меѓу социјалните работници и психолозите речиси да нема ни трагови, не може да се идентификуваат на негативни ставови и на предрасуди кон сексуалните малцинства во различни земји и култури. Многу почесто
се јавуваат кај, и тоа од време на време, во зависност од контекстот, кај студенти кои што се подготвуваат во медицински професии или кај медицински работници. И како што може да видите од приказот, јасно е која е корелацијата помеѓу културата и развиеноста на земјата и процентот на хомонегативност кој што се јавува кај студенти што се подготвуваат во медицински професии, при што индикаторот најчесто не е типична форма на хомофобија, туку некое чувство на непријатност, да кажеме, да се работи со оваа популација. Она што е најважно и што сакам да го истакнам во врска со сите овие истражувања, се разбира не само овие кои што се презентирани, е дека секогаш кога ќе се идентификува макар и најмал процент и врз основа на кој да е индикатор негативен став кон ЛГБТ популацијата кај лица од помагачки професии, тоа обавезно вклучува црвено светло и служи како сериозна причина за креирање на интервентни програми кои што служат да се надмине таа состојба. Значи не останува само на идентификација, заради тоа што се подразбира дека толеранцијата на ваков вид на чувства, на ставови кај помагачките професии е апсолутно дозволено. Ќе се вратам само уште еден чекор назад, мислам дека на голем дел од вас ви се познати темелните анализи кои што се направени во курикулумите и учебниците за високо образование, и тоа оние кои што се релевантни за помагачките професии и кои што укажа на тоа дека за жал значителна пропорција од нив ја опишуваат хетеросексуалноста како единствена здрава, развојна и идентитетска опција. И не само тоа, дури и поттикнуваат хостилност кон ЛГБТ заедницата. Понекогаш и ја демонизираат, ги зацврстуваат негативните стереотипи, пласираат дезинформации или застарени информации, или, што исто така представува сериозен проблем, едноставно ги прескокнуваат, ги третираат како да се невидливи. Може да се каже дека од неодамна се бележи мал напредок кон повисок степен на разбирање и прифаќање на сексуалните различности, посебно кај помладата популација. Направени се и некакви институционални исчекори, меѓутоа се сомневам дека сето тоа е повеќе на декларативно ниво, отколку што можеме да видиме вистински ефект во стварност. Ово особено ако се осврнеме на податоците кои што истражувањето, кое што емпириското истражување ги откри. Значи, во истражувањето учествува 500 студенти кои што се спремаат за некоја од помагачките професии, значи или студираат психологија или специјална едукација и рехабилитација, социјална работа, медицина или стоматологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Податоците од сите се прибирани по доброволен пат и кај студентите што се затекнати на настава, што значи дека примерот е пригоден, но опфаќа прилично добра пропорција од она што се редовни студенти на овие студиски програми, и тоа од прва и од трета година. Изборот на овие две генерации беше направен врз основа на тоа да фактички се утврди дали просеците се менуваат по 3 годишно студирање или не. Од сите овие бројни демографски описи што се дадени на следниот слайд, само би издвоила дека 8,4% од испитаниците, студентите, се само идентификува како лица со нехетеросексуална ориентација. Ставовите во врска со поврзани со сексуалните малцинства се прибирани со два стандардни инструменти, најчесто користени, за жал куси.
Едниот е ATLG, скалата за хомофобија, која што го мери ставот кон геј мажи и кон лесбијки, и скалата за трансфобија, која представува една од најинклузивните скали, значи не опфаќа само транссексуалноста, туку трансродовоста сватена и како непридржување кон она што е традиционална родова норма при градење на сопствениот идентитет. Просеците се трансформирани на скала од 1 до 7, да бидат униформни за сите инструменти кои што се користени, при што единица е највисок степен практички на прифаќање на сексуалните различности, седмица е највисок степен на неприфаќање, на отфрлање. И сега што покажуваат просеците за сите 500 случајни испитаници? Дека вака на прв поглед изгледа прифатливо, бидејќи просекот е на неутралниот дел на скалата, меѓутоа тоа ни оддалеку не е банално, не е наивно, затоа што таа позиција се зазема врз основа и на позицијата на оние кои што се крајно хомофобични или трансфобични и оние кои што се на позитивниот дел на скалата, односно ги прифаќаат сексуалните различности. Мислам дека појасно ќе биде ако ја направам следната споредба. Пред 2-3 недели се објави истражување кое што случајно е правено на истите скали на општа популација во Грузија. Општа популација, значи сите образовни нивоа, возрасти и така натаму. И нивната позиција во просек е речиси до втора децимала идентична со ова што ние го добивме на студенти кои што се подготвуваат за помагачки професии. Ако се спореди со општа популација студенти во Соединетите Американски држави, значи не само тие што се на овие студиски групи, ситуацијата исто така е алармантна, бидејќи таму нивните средни скорови се негдека помеѓу 2,15 и 2,33, што значи на позитивниот дел на скалата. Графички овдека се прикажани просеците за сите групи оддолно и во прва и во трета година. Статистичката анализа покажа дека за жал никакво поместување нема од прва во трета година. Позицијата останува иста, а и нема статистички разлики помеѓу групите. Освен што со најнегативен став кон хомосексуалноста се истакнуваат студенти во прва година што студираат психологија. Ова може да се објасни едноставно со тоа дека тие се најбројни за време на предавањето. Со други зборови, многу е издржана предпоставката дека кога би ги имале на настава и останатите студенти од другите студентски групи кои што во тој момент биле отсутни, веројатно и нивните просеци би биле повисоки од ова што сега моментално го гледаме. Гледано во целост, она зеленото парче од кровната се студентите кои што се на позитивниот дел на скалата и тоа е добро, меѓутоа црвеното и синото парче се пропорција на студенти кои што се на негативниот дел на скалата, при што тие 7,6% имаат екстремно негативен став кон хомосексуалноста. Што значи тоа нивната аритметичка средина е над 6, значи екстремно се хомофобични. Или со други зборови, ако сакате, околу 40 лица ќе излезат од процесот на образование, може би утре ќе влезат, веројатно ќе влезат во помагачките професии и ќе имаат крајно негативен став кон хомосексуалноста. Зачудувачки е дека ставот кон трансродовоста воопшто не е подобар, туку уште полош. Уште по-негативен, во таа смисла полош. И тоа за сите студиски групи и за двете години. Не се менува од прва во трета година, освен кај студенти од трета година психологија, кај што се влошува, значи станува уште по-негативен. Морам да бидам искрена и да кажам дека се уште немам објаснение како ова се случува. Повторно зелената пропорција од кровната ја покажува пропорцијата на студенти
кои што имаат позитивен став кон трансродовоста, ја прифаќаат како нормална, како нормален идентитет, а сега имаме 16,7% со екстремно негативен став кон трансродовоста. Во истата студија се испитувани и она што во литературата се некакви фиксни, класични корелати на хомо и трансфобијата. Ги има повеќе, но овдека се селектирани овие кои што сметавме дека ќе биде добро да имаме информација, затоа што не е sejedno кога се прават интервенции, кога би се правеле интервенции во иднина, треба да се прават, на што најмногу ќе се потпрат, па така има статистички значајни разлики помеѓу тоа со што повеќе е поврзана хомо и трансфобијата, дали со ставот кон или прифаќањето на еднаквоста меѓу луѓето, религиозноста, просекот или емпатичноста. Како што гледате, утврдено е дека највисока е корелацијата со помеѓу трансфобијата и хомофобијата и отфрлањето на ставот дека луѓето се еднакви, отфрлање на егалитарните ставови, па понатаму следат религиозноста и емпатичноста и најмала е всушност корелацијата, па и незначителна кај трансфобијата и успехот во студирањето. Сосема сум на крај, мислам, заклучоци кои што веројатно не треба посебно да ги потенцирам, но со препораки се разбира дека на систематската промена на курикулумите наменети и материјалите наменети за помагачките оваква професии секако мора да се надоврза некакво обезбедување на обуки за професионалците кои што се веќе во дејностите, затоа што не можеме да предпоставиме дека нивните ставови се многу попозитивни со оглед на тоа дека поминале низ истиот едукативен систем, како и многу цврсто обврзување на професионалните, струковите здруженија и комори, не само да декларативно во своите етички кодекси го усвојат тоа дека е неопходно да делуваат врз основа на платформата на еднаквост, туку и да го следат помно работењето на професионалците од оваа перспектива. И благодарам многу. Значи, исто јас сум почестена што сум дел од овие панелисти и воедно како представник на струково здружение Комора на психолози на Република Македонија, но воедно и како лиценциран психолог и психотерапевт, кој што некој време веќе директно работи со и LGBTQ млади, лично и професионално засегната за се она што се случува во оваа област. Воедно исклучително сум среќна што сум овде заедно со две мои значени професорки од оние похрабрите кои некако така колку и курикулумот да не беше, како да кажам, соодветен, сепак пробиваа со мотивацијата и со поракиве. Значи, ние досега, од кога настана последната промена на Комора на психолози, уште од сам старт започнавме, согласно со секој психолог кој што е заинтересиран, досега има искуство, работи, има информација, формиравме неколку тела кои што директно соработуваат со веќе постоечките здруженија, кои што работат со вака сензитивна популација на млади. И мора да истакнам дека улогата, т.е. комуникацијата на Комората со ваквите здруженија беше од исклучително значење, затоа што ова го разговаравме ние како психолози, можеби во основата како хуманистички ориентирани професии го имаме практично врската да комуницираме со сите подеднакво и да обезбедиме еднаков третман, но не сите ја имаат соодветната информација и начинот на кој што треба да се работи и треба да се соработува. Тоа се истакна како еден значителен проблем со кој што ние се обидовме да го решиме на тој начин што обезбедивме простор за сите заинтересирани, поточно почнавме од некаде,
се формираше група на заинтересирани психолози, психотерапевти кои што на некој начин се информираа, работеа и соработуваат и се уште соработуваат со соодветните здруженија во однос на ова прашање. Она што комората, став на комората е дека практично оваквите изјави, оваквите како да кажам акции и чекори се исклучително битни и значајни, заради тоа што ние како ние работиме пред се со веќе етаблирани професии, тоест тоа се професии, тоа се психолози кои веќе ги поминали сите стапки на образование за да стигнат до ова место, така да во моментов, иако ова е ставот на комората дека сме многу welcoming и отворени за ваков тип на иницијативи и поддршка, сепак мора да истакнам дека мора да се работи интензивно на реформирање на, повеќе би рекла, на мајндсетот, на начините на работа и на професионалноста во однос на овие прашања. Но сметам дека ова е исклучителен почеток, заради тоа што и како струково тело ние мора да се менуваме согласно она што и професорката претходно го истакна, актуелностите кои што се случуваат и на глобално ниво, да излеземе од онај традиционален оквир на решавање на прашањата и да се отвориме повеќе како професија која што на некој начин ќе понуди на вистина, не само декларативно, туку да понуди и на вистина безбедни места во кои што младите ќе можат да се чувствуваат прифатени, да се чувствуваат на некој начин уважени и да се чувствуваат дека припаѓаат. Мора да признам дека ме зачуди една информација од пред некоја време, дека тоа што се надоврзува на информацијата што и професорките дава претходно, дека 40% од младите, нели, се од ЛГБТQ популацијата најмногу се склони кон самоубиствени чинови или обиди со самоубиство. И дека практично она што секогаш сум го мислела јас и лично и професионално, дека потребно еден возрастен значаен, нели, со кој што ќе обезбеди доволна поддршка за да можат они тој процент да се намали. Она што е многу значајно и битно, се прашувам се зашто ако јас сум тој возрастен, нели, како психолог, како психотерапевт, во кој што е ова момче, нели, наоѓа баш буквално начин како да стапи во контакт со сите оние потиснати репресирани механизми на соочување со она што на вистина е негова автентична природа и посебност. И најинтересно е дека и родителите често пати семејствата доаѓаат со тотално збунети како да го поддржат своето дете во оно што низ кое што поминува. Често пати најбрза, нели, реакција е да се приклони кон оно што е за очекување од средината и тешко им е да најдат поддршка во борбата, тоа е застапување на сопственото дете. Така да се согласувам кога професорката кажа дека ние не треба да ги шокираме семејствата, туку напротив да ја обезбедиме соодветна психоедукативна поддршка, па и тераписка поддршка по советување за она што на нив им е потребно со цел да го поддржат своето дете во процесите на, нели, на постоење во овој свет. Исклучително е битно затоа што ние велиме дека ние како психолози сме задолжени и обврзани да ги репарентираме сите процеси кои што дотогаш биле пропуштени, практично на вистина, можеби советувалиштата, сите оние канцеларии, студија што и да е, во кои што дали во институционална форма или во неинституционална форма психологот постои, нели, значењето и важноста е од неприкосновено значење. Од друга страна ми изненади фактот, не ми изненади, тоест го познате фактот дека ние сме сиромашна заедница. Пристапот до ментални услуги или услуги за, нели, на некој начин адресирање на менталното здравје на ЛГБТQ заедницата, како и на сите други млади, е навистина ризично, заради тоа што во моментов не се обезбедуваат никакви, освен институционални, бесплатни пристапи во однос на овој дел, или пак организирани од страна на соодветните здруженија. За ова е затоа што според закон за психолошка дејност, секој психолог кој што работи во институција и во било каква форма нуди психолошка
услуга треба да биде лиценциран. Тоа за жал ние се уште ја туркаме битката со одредени надлежни министерства, со цел да некако под капата можеме да гарантираме дека тие млади ќе добијат еднаков третман од страна на пошироката психолошка заедница. Во секој случај јас не би должела многу, навистина се радувам и ви благодарам што ни исконтактиравте и што мене лично ми исконтактиравте, за да можам на некој начин да придонесам кон овака важна и значена тема. Лично ќе се залагам и професионално да може. Знам и тука многу колеги се присутни, гледам многу од колегите присутни кои што веќе работат на тоа прашање, навистина, мислам, можеби не се многу, но сепак од некаде се почнува. Сметам дека управниот одбор во овој момент покажува огромна отвореност за прифаќање на ваквите иницијативи и јас ја пренесувам нивната целосна поддршка за процесот што следи понатаму. Ти благодарам, Славчо, особено ми е драго што сум денес присутна да зборуваме за ова важно прашање. Ме замисли Николина со оние 40 студенти со екстремно хомофобични ставови кога ќе влезат во образование и ќе станат представници на стручните служби. И тоа е една реалност која што не можеме да ја негираме. Сите ние кои што работиме во образование, во училиштата, сме сведоци секојдневно на тоа дека децата, младите, особено од оваа заедница, се најголеми жртви на малтретирање и е нешто што секојдневно го живееме и со кое што сме исправени да се справуваме. Не сакајќи да го негираме ова, активот на стручните соработници во кои што влегуваат училишните психолози, педагози, социјални работници, специјални едукатори, социолози, веќе 3 години наназад спроведува различни активности кои што може не се, не знам колку драматични по обем, но се некои зачетоци на она што би можело во иднина да се развива како модел за работа на ова поле. При непостоење на било каква поддршка системска на стручните соработници поврзана со овие прашања, ние најдовме поддршка и во невладиниот сектор. И да можам да кажам дека резултатите од претходната студија, оние денеска што ги презентираше Лина, беа од новите што се спроведе лани, меѓутоа претходните 3 пати ние имавме стручни состаноци во изминативе 3 години, каде што ги разгледувавме резултатите, дискутиравме, отваравме прашања и се обидувавме да или ги воучиме причините, се со цел да размислуваме што можеме да направиме конкретно на терен, за да на некој начин почнеме да се справуваме со ова прашање. Тоа погоди релативно интерес кај колегите и мислам дека е на некој начин отварање на потребата за поддршка најпрво на стручните соработници, а потоа нели поддршка и на наставниците, за да можат да прво се работи на запознавање нивно, а понатаму и на развивање на систем на поддршка како тие да можат во иднина да на некој начин по-добро или поимплементирано работат на ова поле. Исто така работевме, значи училиштата имаа можност да се пријават, да учествуваат по различни активности, така да веќе имаме една мини мрежа на училишта во Скопје кои што реализира неколку различни видови на активности. Значи, од една страна, овие прашања се отвара со наставниците, да се одржуваат презентации поврзани со овие податоци, со наставниците во средните училишта, во неколку средни училишта во Скопје. Се работеше доста со учениците, значи се изведуваа работилници,
се реализира кампањи, се дискутираше во форма на фокус групи со учениците, како тие ги толкуваат резултатите на ова истражување и произлегоа и неколку интересни кратки филмови, неколку заеднички настави. Морам да кажам дека цело време се работеше со повеќе училишта заедно, значи имаше и она соработка помеѓу училиштата и ова ни е некој прв чекор или некој мини модел. Сега веќе малце се шири мрежата, се вклучуваат и училишта од други градови, кои што до сега добро функционира и мислам дека е нешто во таа насока треба да се оди исчекор напред. Исто така, како помошно средство го имавме и прирачникот за родово чувствително училиште, кој што е една алатка корисна и за стручните соработници и за наставниците кои што би сакале да се охрабрат да работат на оваа тема со учениците. Она што во овој дел, да кажеме, е битно понатаму да се развива идеја за развивање на некаков начин на соработка со родителите, што исто мислам дека е интересна идеја. Овде исто сакам да ги повикам и да ги охрабрам и колегите од основно образование, бидејќи мислам дека треба паралелно да работиме и можеби треба нашите искуства од средно образование да ги споделиме за по насока да инспирираме и да поддржиме активности кои што можат и во основно образование да се реализираат. Во однос на изјавата, веќе на следниот состанок на стручниот актив ќе го дискутираме и апсолутно мислам дека ќе наидеме на заеднички заклучок дека би ја поддржале изјавата. Мислам, ја не можам во лично име, јас лично ја поддржувам, ама е значајно да ова го издискутираме и со колегите. Благодарам, Славчо. Дозволете најнапред да ве поздравам во име на Министерството за труд и социјална политика и во моје лично име секако. Да се заблагодарам на исклучително корисните презентации и податоци што добивме досега, што ги слушнавме од претходните презентери, кои што навистина сметам дека ќе бидат од корис во насока на она што значи изнаоѓање понатамошни, да ги наречам, алатки, пристапи во креирање на политики кои што ќе помогнат да се најде решение, односно да се надмине ваквата, да кажам, по мене навистина не само дискриминаторска, да го искористам говорот, меѓутоа состојба во која што децата се наоѓаат во ситуација дури да посегнат во својот живот и навистина тоа треба сите нас да не загрижи и, како што каже и претходната говорничка, сите како сектори треба да бидеме вклучени во она што значи креирање на позитивни политики, меѓутоа да не остане само на тоа, туку да се имплементира во пракса, што по мене и моето долгогодишно искуство покажува дека е најтешкиот дел од сето ова. Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период, како што знаете, има направен исклучителен напредок по однос на она што значи прифаќање и креирање на политики и стандарди во согласност со директивите на Европската унија. Благодарение и ја користам оваа прилика да се заблагодарам и јас лично на особено граѓанскиот сектор и на сите вас кои што учествувавте во креирањето на тие политики, особено во Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што знаете е усвоен од Собранието во мај оваа година.
и секако во процесот и лобирањето за ратификација на Истанбулската конвенција, односно Конвенцијата на Советот на Европа за борба против насилство со жените, вклучувајќи го и домашното насилство, каде што постојат одредби кои што се однесуваат на заштита и на сите други граѓани во нашето општество. Министерството за труд и социјална политика, имајќи во предвид областите кои што ги покрива, навистина води грижа законската регулатива да ја усогласи не само со Законот за антидискриминација, туку со сите останати конвенции кои што се однесуваат и на ЛГБТ популацијата во нашата држава. Меѓутоа, сепак сметам дека останува фактот дека треба многу повеќе да биде вклучена пошироката јавност, односно да бидат вклучени самите граѓани, односно партиципативното учество преку општините од кои што доаѓаат, на пониско ниво во местните заедници и сите оние структури, сите оние форми организирани кои што можат да помогнат да се надминат стереотипите и предрасудите по ова прашање, затоа што јас мислам дека тука лежи на некој начин можеби решението за подоцна ние да не се соочуваме и да не се секојдневно да имаме вакви ситуации како што беа претходно презентирани, затоа што по мене многу малку се активни луѓето граѓаните во помалите рурални средини, односно и помалите урбани средини, дури ако сакате, од она што секојдневно од оперативното делување и она што го слушаме и од нашите колеги, од надлежните институции, владее некаква апатија по многу прашања, вклучително и по ова прашање, и затоа треба да најдеме, како што кажав, модел или начин како да го промениме пристапот, да биде позитивен за да имаме резултати. Министерството, како што знаете, прави напори на ова прашање и со донесувањето пред се и на новиот закон за социјална заштита, кој што е фокусиран повеќе на услугите, стимулирани се на некој начин со зголемувањето и на платите на сручните лица кои што работат во овие центри за социјална работа, на кои што години уназад воопшто не им беа покачени платите. Дадена им е можност со новиот начин или форма на функционирање и следење на лидерски начин или со назначување на лице, советник кој ќе биде одговорно за целото семејство, да има една слика за тоа што пошироко се случува во самото семејство, а не само во конкретно на еден член од семејството. Така да мислам дека се отвараат можностите подлабоко да се навлезе во она што значат проблеми на семејството и секако во овој процес е битно дека ние ќе реализираме обуки во континуитет, всушност се реализираат обуки за стручните лица и за прашањата поврзани со спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, но исто така треба да бидат вклучени и креаторите на локалните политики од општините, советниците, да не кажем и самите градоначалници, во препознавањето на потребата од поголема нивна вклученост и во оваа област, затоа што, впрочем, градоначалниците се тие кои што ја имаат, да кажем, моќта можеби поголема од моќта на министрите, имаат финансиски можности да делуваат и на овој план. По однос на Законот за спречување и заштита од дискриминација, како што знаете, благодарение на вас, на граѓанскиот сектор, но и на многу други институции, е донесен како таков и е во склад со стандардите на
на Европската Унија, меѓутоа во очекување сме и на формирањето на Комисија за заштита од дискриминација, која што не сум баш сигурна дека до крајот на ова година дека ќе биде формирана. Меѓутоа, нешто што е битно и што ќе даде можност и законски да се делува доколку се врши дискриминација во оваа област е и изработката на новиот закон за родово базирано насилство, кој што исто така беше транспарентно изработен со учество на граѓанскиот сектор и истиот постои како нацрт текст и ќе биде за скоро време ставен на ЕНР на разгледување и се надевам дека онака како што е планирано до крајот на годината ќе биде усвоено од владата на Република Северна Македонија. Останува во понатамошниот период да го реализираме до крајот на годината она што значи обука и едукација на локалната самоуправа и на професионалните, односно стручните лица од повеќе институции, што го правиме со помош и подршка и на граѓанскиот сектор. До сега имаме едуцирано некаде околу 150 професионалци и лица од локалната самоуправа, односно советници. И се надевам дека во следната година ќе продолжиме затоа што сметавме дека континуираната обука и информирање на сите релевантни субјекти кои што се одговорни за спроведување на овој закон е многу важна. Се надевам дека од наредната година ќе започнеме, затоа што е планирано измена и дополнување на законот за еднакви можности на жените и мажите, во кој што закон ќе се направат одредени промени кои што ќе овозможат негово подобро имплементирање во пракса и нешто што е значајно и што сакам да информирам дека ќе биде отворен, планиране да биде отворен центар за обука, односно центар за креирање на политики за родова еднаквост и недискриминација, во кој што сите заедно ќе ги иницираме и креираме политиките онака како што се по терки, по метка на самите граѓани, односно на потребите и на најмладата генерација. Како што кажав на крајот, нема да должам, од моје лично искуство, значи сметам дека многу е битно да делуваме во длабоко и итно менување на свеста на самите граѓани, на она што значи менување на пристапот кон машките и женските деца и родовата нееднаквост да престане да биде дел од општеството од нашето општество. И благодарам многу. Благодарам, Славчо. Мислам дека дискусијата што ја имавме после првата сесија е некако убав приказ за тоа како стоиме. Не знам, и веројатно овие динамики се очекувани и нормални. Луѓето од институциите постојано ќе ни кажуваат дека некои работи не можат да се променат, дека некои работи дури е подобро да не ги таласаме, да не ги мрдаме, може да биде полошо доколку премногу чепкаме онаму каде што е застоено. И тоа е нормално, а ние сме тука исто така да ве убедиме дека можеме да ги промениме работите, за жал мораме, дека не е невозможно, знаеме, свесни сме дека е тешко, ама дека се исплати. И исклучиво кон учебниците. Не интересираше колку учебниците се недискриминирачки, колку ги избегнуваат или ги користат стереотипите, говорат со јазикот на омразата и така натаму. Во тој процес свативме дека образованието всушност не е само трансфер на знаење, особено првиот и вториот степен, основното и средното образование. Ние сме повеќе истражувања кои што сме ги работеле во рамки на коалицијата, ама и од клиенти кои што сме ги имале, увидовме дека младите ЛГБТ луѓе имат една некаков исклучително поларизиран однос кон училиштето. Дел од нив има исклучително многу
позитивни искуства. Дел од луѓето со кои што сме комуницирале, без разлика дали во процес на истражување или во комуникација за давање некаква услуга, се сеќаваат на еден наставник, една наставничка, еден педагог, еден психолог во нивниот живот кој што направил голем пресврт. Ден денес некој од нив, например, секоја нова година испраќаат разгледници до овие луѓе, што значи многу влијале, помогнале да се прифатат себе си и понатаму да го реализираат својот целосен потенцијал. А од друга страна, останатата група имаат исклучително негативно искуство. Одредени искуства во комуникација со наставници, наставнички, педагози, психолози направиле трајни трауми и створиле слика за себе во клучен период од животот на неуспешен, лош човек, човек кој што не може да го задоволи она што општеството го очекува од него, а со тоа е намалена нели самопочит, самодоварба и слично. Ова искуство ни покажа дека образованието има проблем, ама има и потенцијал. И тоа е многу важно и секогаш е добро кога работите во една средина која што е проблематична, ама има силен потенцијал, што значи може да се менува. Почнавме на почеток да бараме какви документи има, кои закони го регулираат образованието, кои документи постојат. Стигнавме до една стратегија која што е работена одамна со УНИЦЕФ и Министерството за образование, стратегија за ненасилство во училишта, која што е вака убава, амбициозна, ама истечена многу одамна и не знаеме што се случувало на ова поле. И тогаш почнавме со овој тип на истражувања за да видиме што се случува во животот на овие млади луѓе кои што 1/3 од нивниот дотогашен живот го поминуваат во училиште, во образовна институција. Кога имавме сознанија за тоа што се случува внатре, решивме да направиме некаква стратегија. Јас многу накратко, 2-3 точки, ќе ви кажам што работиме и што ќе работиме, но ова сватете го како покана до секој од вас кој што чувствува дека може да придонесе, има дилема, има прашање, има идеја или што и да е, навистина чувствувајте се отворени, не мора денес било кога во иднина да не искомуницирате, ние сме исклучително мотивирани особено да работиме на ова поле. Започнавме со стручните служби, како на некој начин еден добар лик помеѓу наставниот кадар и учениците во рамки на едно училиште, и тука активот на стручни служби стана и се уште е наш најголем партнер. Не само што ги споделувавме информациите од нашите истражувања, туку и правевме соопфатни обуки за тоа како педагозите, училишните педагози, психолози, специјални едукатори и така натаму, да ги зголемат своите вештини за да помогнат во не само превенција, туку и решавање на проблемите на родово базирано насилство и дискриминација во училиштата. Се сеќавам на едно истражување кое што го правеа средношколците од ОРЦ во рамки на една наша иницијатива во однос на родово базирано насилство во училиште и опфатени беа голем број ученици од ОРЦ Никола. И на прашањето кому се обраќате кога имате ваков проблем, огромен процент, над 70-80, негде рекоа педагози, психолози. Ама ако видите, онamo каде што која е политиката на училиштата кога се работи за вложување во решавање на проблеми со насилство, тоа е се секогаш, не знам, оние фирми за обезбедување или оние лица кои што работат како обезбедување во училиштата, кои што па од страна на учениците беа оценети на најпоследно место. Тоа се луѓе на кои што никогаш не им се обраќате доколку имате проблем со дискриминација или насилство. Во таа смисла, ги вклучивме и наставниците како еден важен дел од образовната средина. Работевме на обуки со наставниците, но не ги заборавивме и децата, бидејќи тие не се клучната алка во системот на заштита. Имавме една веќе зимска школа, антибулинг зимска школа, на која што обучивме еден солиден број на деца од неколку училишта. Идејата зошто ги обучуваме и децата е затоа што да се биде различен и тоа веројатно го знае секој од оваа публика кој што се чувствувал или бил поразличен во рамки на
една училишна средина, да се биде поразличен, кај нас обично значи да си комплетно искомунициран од врсниците, а единствен контакт да имаш со возрастните во училишна средина, што и не е баш некоја среќна околност. Преку обука на средношколци, викам деца на тоа се всушност млади, преку обука на средношколци, ние сакавме да формираме врснички тимови за подршка, кои што ќе бидат некаков систем на врсничка подршка на овие, да речем, млади луѓе кои што се во ризик или се соочуваат со имаат искуства на насилство и дискриминација. Прирачникот за родово сензитивно училиште е исто така еден продукт од овие иницијативи. И тој го нудиме на сите училишта и мислам дека е навистина на едно сублимирано на едно место и малце повеќе од прирачник. Може да најдете механизми и одговори со проблемите со кои што се соочувате. Ние ќе продолжиме да работиме. Кажа и Ана, од оваа година се селиме не само од Скопје, туку со по едно училиште од Куманово и Велес, што е за поздрав, ама морам да кажам, и за ова сум свесна, дека вакви мали иницијативи многу тешко можат да го реформираат образовниот систем, бидејќи тоа е еден навистина голем, гломазен систем. А во исто време, државата и сите сме свесни дека токму образование и здравство се сегменти во кои што многу мало се вложува, а пак е повторно два исклучително гломазни система. И на крај, дури некои интерни податоци кои што ги добив, дека и меѓународните заедници и донаторските пари всушност најмалку се насочуваат кон теми како образование и здравство. И затоа сме сите ние тука важни. Дури во една состојба на недостаток од поддршка, заедно да помогнеме да ги да не речем исправиме, ама да ги подобриме работите, особено во образовниот систем, бидејќи тоа е единствен начин да ние генерално се развиеме и продолжиме да се развиваме по најгорен пат како општество и како држава. Цивил медија